Изборите за градоначалник во Штип најверојатно ќе се случат во декември, потврди денес министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Државната комисија смета дека тоа треба да биде редовен термин, значи 70 дена до 90 согласно законот од денот на распишување на изборите, тоа значи би значило некаде 13 декември, првиот круг на изборите, 27 чинам вториот круг. Сепак можно изборите да се одржат и порано, односно во ноември, а како можни датуми се споменуваат 15 или 22. Ние сметаме дека Државната изборна комисија треба да го препрочита и законот, ако изнајди некоја најмала можност, како што имаме вонредни парламентарни, вонредни председателски избори, да го тоа направи по скратени рокови, да не мора граѓаните да гласаат во баш пред Нова година во тој зимски период. Овие рокови веројатно веќе им се познати на политичките партии, бидејќи тие веќе спроведуваат анкети и ги тестираат гласачите со можните кандидати за градоначалници. Сепак дали партиите главни фаворити се подготвени за изборна пресметка во ноември? Ние сме подготвени и сме за брзи избори. Конечно да се стави крај на оваа летаргија, затоа што граѓаните на Штип не го заслужуваат овој однос. Во секој случај тие се изневерени и не гласаа за она што го гледаме денес. Затоа бараме легитимитетот да се врати кај нив и граѓаните на општина Штип да имаат право да одлучат во каков Штип сакаат да живеат. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз е целосно подготвена за избори во било кој момент да се случат, доколку е тоа ноември или декември согласно законската регулатива. Нашата организација е целосно во кондиција, има доволно мотивираност кај нашите членови, верувам дека и кај гласачите да изберат повторно градоначалник. Според избори од двете партии, кандидатите за градоначалник кај нив се профилираат. ВМРО ДПМН има листа на партиски, но и надпартиски кандидати. Имињата ги најавуваат за неколку денови. СДСМ се уште е во дилема помеѓу Александар Кангалов, Јане Миланов, докторите Ален Ѓоргиев и Сашко Николов. Освен најголемите, можно учество на овие избори се очекува и од некои помали партии, како Левица и Граѓанско-демократската унија.